Пресудите на судот за човекови права овде во Страсбург да станат обврзувачки. Ова е барање не само на Македонија, туку и на други земји членки на Советот на Европа. Како држава ни е многу важно да се почитуваат истите. Тоа ќе придонесе пред се кон зголемено демократизирање на сите членки држави на Советот на Европа, но и пред се на меѓусебно разбирање пред се со соседите, затоа и потенциравме важноста за нас како држава да се почитуваат овие пресуди пред се на заедниците кои што 17 пресуди кои што се однесуваат на македонската заедница надвор од нашата држава. Десниот екстремизам повторно зазема еден силен бран, и тоа во големи држави, како што е Германија, например. Јас зборував за таквиот екстремизам во нашата соседна Бугарија, кој што е олицетворение во две фигури, тоа е претседателот Румен Радев и потпредседателката Јотова, кои што не само што ја блокираат Македонија за почеток на преговори со Европската унија, туку и одбиваат да ги спроведат пресудите на Европскиот суд за човекови права донесени тука во Страсбург. Имаше пратеници и барања од разни држави кои што инсистираат некако Советот на Европа дури да смисли некој инструмент преку кој ќе ги задолжи земјите членки кои што имаат право кои што имаат пристап до Европскиот суд за човекови права, да смисли некој инструмент преку кој тие држави ќе бидат и задолжени после да ги прифатат, да ги извршуваат и да ги почитуваат тие пресуди. Со години трае оваа борба пресудите на Судот за човекови права овде во Страсбург да станат обврзувачки. Дали навистина ќе преовлада политичката волја, тешко е да се предвиди. За телевизија 24 од Страсбург, Советот на Европа, Билјана Секуловска.